Денеска ќе ви раскажам една приказна за вистинско другарство. Приказна за тоа колку лесно можеме да го расипеме другарството и да ги повредиме другарите дури и без да сакаме. Но и приказна за тоа како може да си простиме и да се смириме. Од друга страна, се што немаше ќе се мениме, ке важи. Те не го поке со Лидија. Кај? Кај сте бе, сликици, а? Шо правиш? Вие ги немам. Јас ги немам, се минуваме со Гоки. Минувајте се бе, увие со мој. Не се пој бе, вам блеме има таму, значи треба да ми вратиш 5 сликици? Да. Ништо не ти давам. Дај ваму бе? Ме нема. Дај. Ме не може. Јас скина! Веднаш да ги вратиш сликиците. Шо се дереш бе, ако сакам још една ќе скинам. Само пробај. Ај оди си. Што вие бе? 2 сликички, голема работа. Голема работа? Ама сликиците беа мои. И ти само грабаш што ги работи. И лоши за нас цело време. И не навредуваш. И не удираш. И не смејуваш пред други деца. И пред Лидија. Тоа најмногу пред Лидија. И како не? Па уште лажеш? Глупав еден. Глупав и лош, не сакам да се дружим со те. Не сакаме, оди си бе. Што вие бе глупи? Ама, чекајте бе. И така почна се. Се скинаа сликички, се кажаа неубави зборови, но чекајте, ќе ви раскажам се поред. 1, 2, 3, 4. Искрена насмевка, подадена рака, безпротени игри од утро до сам мрак. Чекајте, Лачковци едни. Што сакаш? Ништо не сум ви направил. Ај се ти се малце. Не се сеќавам ништо. Ако ги залепи на мила мастика во коса и после јас испаднав крип, бидејќи она сенеше пред мене. Не сум залепил. И на мила, сакаш да прашаме? И добро една мастика. Чекајте бе. Една мастика, големо чудо. Ако га прдна на час и рече дека сум јас? Не прдна вие тогаш. А, не. Ако га ми ја бутна гавата од тортата? Ја не те бутнав, тоа Јосиф те бутна. Да бе, Јосиф. Не сакаме веќе да се дружиме со тебе. Не сакаме и не ти зборуваме. Ама, чекајте. И никогаш не подаваш на фудбал. Никогаш. Чао, не се познаваме веќе. Ама... Здраво, мама. Здраво. Што правиш? Еве си не прегледувам писмени за на работа. Може да ги викнам Гоки и Лидија да дојдат на гости? Може. Знаеш дека не е проблем. Супер, ќе дам да им кажам. А Боки не доаѓа? Не, скарани сме со Боки. Како? Од кога? Од сега. Ајде, ништо страшно, ќе се смирите. Нема се смириме и не сакаме да се дружиме со него. Само ни прави местенки, ни зима работи без прашање, не навредува, не удира. Ај, па тоа не е добро. Кажи ми, а дали сте разговарале со него за ова претходно?
Преска си му кажавме. Се сетивме на сите лоши работи што ми ги прави и се му кажавме во лице. Му кажавме дека веќе не сакаме да се дружиме со него. А предходно кога ви правил лоши работи, вие ништо не сте му кажале? Предходно не, ама преска си му кажавме. Сонце требало и предходно да му кажете. Може би Боки не знаел дека прави лоши работи. Е, како може да не знае? Сите знаеме што е лошо, а што е добро. Знаеме, сигурен си? Сигурен. Еве, например, ако се качам јас горе кај тетка Мира и се изнавикам што постојано фрла ѓубре од тераса, кој е крив? Тетка Мира, дека не се фрла ѓубре од тераса. Така е. Ама, ако јас и се развикам, а предходно не сум се качила за да ја објаснам субаво, тогаш јас сум лошата и така веднаш ќе се скараме. Ама си се качала. Да, сум се качила кај тетка Мира, ама друго сакав да ти кажам. Мама, ништо не те сакам. Јас си знам дека Боки си е крив и крај. Добро да е добро, оки. А кажи ми што мисли Лидија за ова? Па не знам, сигурно од наша страна. Лидија, а ти од чија страна си? Како мислиш од чија страна сум? Така убаво, од наша страна си или од на Боки? Не сум од ничија. А зашо не си од наша? Не знам, не сум од ничија. Ти уште ќе зборуваш со него? Зошто да не зборам? Па нели ти кажавме скарани сме со него? Добро, но јас не сум скарана со него. И не разбирам зошто се карата. Зашто Боки е лош, злобен и дебел. Да, и дебел. Добро, може би Боки не е најдобар на цел свет и тоа си знаеме, ама не е ни толку лош. Секој може да сгреши. Плюс, не е убаво да викате за некој дека е дебел. Ау, а ти кога рече дека Сонја од другиот влесе дебела? Па тогаш сум била злобна, ама тоа не е убаво. Може и Боки ќе разбере дека бил лош. Нема да разбери крај, ние веќе не сакаме ништо со него. И ти треба да одлучиш на чија страна си. Да. Ма немам ја што да одлучувам. Не сум од ничија. Престанете со глупости. Ајде играј. Че ти кажам, на Фортнайт сум ги направил Растор, Виктор и Реал од прво. Сега сакаме двата после да се кучи. Ќе види. Дай. Кој се ние ги знаеш? Не бе, не се знаеше во школа. Брат, многу се поголеми од него, ќе го скрша. Јако да и така му треба. Кој што да правиме, мора да му помогнеме, многу се поголеми од него. Ма ќе не фатате нас, не можеме ништо против нив. Мене ми е страх, ама пак и жал ми е со Боки. Леко да нека плаче, ние кога плачевме од него. Ама ова не е исто. Ја го кидне. Ај, брзо. Минута, мора побрзо да се... Не сам, напаци! Не сам, бе. 28 Не сам, бе, не сам. Половина час од дуелот ја имаат. Офсайд. И посетот на топка во офсайд. Кој гледа ли? Како беше добра позицијата, добра идејата. Бъде добар си? Се окей? Да. Нешто не е варет. Ништо. Значи нема проблем што не може да се реши. Ајде кажи. Тато, да те прашам нешто. Ајде прашај. Сори, прво да ти кажам. Јас и Гоке се скаравме на Боки. Знам ми кажа мајка ти. Боки беше лош со нас цело време и решивме да му се скараме, да не се дружиме веќе со него. Ама денеска во школа знаеш што се случи? Што? Ние двајца поголеми го закачаа Боки. Стварно? И? Да, и ништо се скривме, не беше страв. Се скривте? Да, и едниот ги имаше фатено зуво. Чекај. Ова може да е сериозно. Значи, вакви работи мора да кажуваш дома. А другиот му ги имаше земено сликиците.
Ја сакавме да идеме да го браниме, ама ни беше страв. Значи вака, вие сте требале да се вратите. Да му помогнете другарите, зашто се? Да си помагаат. А што ако не фатеа и нас? Ако биле тие толку страшни и големи, ние возрастните ќе го решиме тој проблем поинаку. Ама вие ако застанете сите заедно, тие може и од вас да се исплашат, знаеш? Стварно? Како не? Јас кога бев мал, едни од другата улица дојде, нешто го закача Чичко Боби. Па кога фативме јас и тој, дека се држевме заедно. Ги степавте? Не, заедно бегавме. Види, тепањето не е добро никако. Но ете, може да се случи да треба да се браниш. Или, например, да браниш некој твој другар. Да. Го памтиш филмот што го гледавме пред некоја вечер? Со мускетарите? Да, најаки беа. Па најаки беа, ама не дека се тепа, туку зашто се држеа заедно. Тие да беа сам по сам, ништо не можеа да направат. Како им беше мотото? Се сеќаваш? Да, се сеќавам. Сите за еден? И еден за сите. Сите за еден и еден за сите. Сите за еден и еден за сите. Зокос, внимавај! Зокос не се плаши од никој. Спремен? Ајде да им покажеме што можеме. Гледај, дебел еден. Што е? Дебел еден. Дебел еден, бе. Што е, бе, вие? Гард? Овие лика не те паде. Па така бе, празен гол бе, така бе. Ајде уште 2 меча, финале, па да ја бричам брадава конечно. Ајде, брати. Види кој по дриблинг ти го прави. Ама дриблинзи. Па да, бе? Еднako буки. Еднako буки. Го гледаш? Уште таму? Не знам. Не се врати. Се си за мене. И дечки, вема, одиме. Ајде. Дечки, бе, што е? Одиме ли? Ајде. 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 Ајде, пакеш го ки? Ајде, бе. Дечки. Елија, не. Лидија, бе. Ајде да одиме. Добра, ајде. Ајде. Значи, дечки, после ми идеме кај мене долу. Буки, а ти? Јас сигурно. Дечки, чекајте. Кои се овие? Кај бе се, брате, не скрши, а? Остане. Нели ки не направиш Не знам, и вчера го закача Буки. Гоки мора да му помогнеме. Ама ки не изтепат, бе. Нема, кога ќе не видат сите заедно, ќе се исплашат и ќе избегаат. Знаеш како? Како во тројцата мускетари. Сите за еден и еден за сите. Како кој? Како тројцата мускетари. Го имам гледано филмот со татко ми. Сите заедно беа многу појаки. Јас го имам гледано. Па баш така. Ајде идеме? Сигурен си, нинджа? Сигурен, ајде. Кај се, брат, ти да те брани, а? Нели ки не сгадиш? Кај е брат ти, бе? Ајде стајте го. Што сакаш, бе ти? Ај, гитла од тука. Ја не си одам, вие сте тие што треба да си одите. И така не сте од ова школа. И уште еден кандидат за КЮТК. Абе, гитла, не ме слушате? Вие бе Гитла, ова е наша школа. Ајде, да ма тупнаме на копења вливе. Само пробајте. Ки си имате работа со мене. Девојче, ај не се мешај машки работи. Иди играј се со кукли и не ме глуми нинджа тука. Да, бе, да, види ги овие копилјаци, многу глумат нинджи. Оне нинджа, јас само вежбам кикбокс. Каме да бев нинджа или мускетар. Сите е за еден, еден за сите. Сите за еден и еден за сите. Ајде. Еве ги маскираните чувари на училиштето. Но, сега се повеќе и посилни се. Ај баш да видам што не можат. Одете си од тука и никогаш да не сте се вратиле. Ова е наша школа. Ајде бе, ајде, ке си идеме. Немам намера да се замарам со копилјаци. Одете се да не ви го викнам, брат ми. Ако ве сретнем уште еднаш ќе ви скршиме, ме слушате? Само смејте, ве чекаме. Ако ве фати брат ми, ќе ви искрши. Да, сигурно.
Дечки? Јес! Ајде! Еј, а Боки, да не те удри, а тебе да не те боли нешто? Не, добар сум. Супер! Лјаве, кажете одма како ги стеравме, а? Баш. Не ли сме јакиве као тројцата мускетари? Као тројцата Да. Дечки, фала ви. Стварно сте добри другари. Не знам зашто направив така. Нема да ме се повтори. Не е важно тоа. Да го заборам. И од сега не се караме. Да. Ова е важно. Сите за еден и еден за сите. Сите за еден и еден за сите. И така сите повторно беа другари. Зоки научи 3 работи. Прво, дека секогаш треба да им се помага на другарите во неволја. Дека ништо, ама баш ништо не е посилно од другарството. И трето, дека не мора да бидеш нинџа или мускетар за да бидеш храбар.